Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552 или на имейл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. В недела во Република Македонија се одржува вториот завршен круг од локалните избори 2025. Ке се гласа за градоначалници во 32 општини во градот Скопје. Петочно ноќва на полноќ започнува изборниот мол, кој ќе трае се до недела во 19 часот. Локалните избори ќе ги следат 1569 наблюдувачи, од кои 904 се домашни и 651 се меѓународни. Во првиот круг на 19 октомври изборите завршија во 44 општини. Најмногу победи извојува ВМРО ДПМН во 33, додека СДСМ во 3 општини. Во предизборието деновиве имаше и жестоки препукувања и напади одбрани, фалби, предлози и ветувања на дел од кандидатите, кои ќе се борат за да ги добијат победничките гласови од избирачите. Заострен имаше ставови и критики од лидерите на политички партии и коалиции. Во главниот град на Франција, на Парискиот мировен форум, деновиве учествуваше и председателката на Република Македонија, Гордана Силјановска-Давкова. Таа се освара на безбедноста во Европа и за важноста на регионалната соработка на Балканот. За проширувањето на Европската унија рече, оти е тоа безбедносно прашање, а не само проширување со нови членови. Македонија на Европатот е со блокади од комшиските земји, со што се кршат европските принципи. Например, во договорот со Бугарија нема член во кој стои дека Македонија треба устав да промени, ама ете како е уценувана со притисоци да сменела устав, што е надвор од вообичајните услови за прием во Унијата, укажа председателката Силјановска. Македонија беше домајкин на најголемиот светски собир за одржлива енергија, со над 1000 учесници од преку 70 земји. На тридневниот форум се водеа дискусии за прашања поврзани со енергетската безбедност, со финансирањето на чиста енергија, дигитализацијата и други прашања, а беше подпишана и Скопска декларација. Продолжуваме со вестите. Македонската филхармонија приреди незаборавна вечер и ја воодушеви публиката во Виена, која со долги овации стоејќи го поздрави настапот на македонските музичари. Во преполнетата прочиена виенска концертна златна сала на Музик Ферајн, една од најреномираните сали во светот, каде што се одржуваат и познатите новогодишни концерти, публиката воодушевено аплаудираше на ансамблот на Македонската филхармонија, кој во Виена ја заокружи прославата на 80-те години од формирањето на филхармонијата. Како солисти настапија Ана и Игор Дурловски. Концертот беше прекрасен спој на македонската музичка традиција и европската класична уметност. Деновиве во издание на Сдруженијето на македонците од Егејскиот дел на Македонија во Битола излезе од печат книгата со име Абецедарот 100 години потоа. Букварот наречен Абецедар прво бил отпечатен во 1925 година за македонските деца во Егејска Македонија, и тоа на чист македонски јазик, односно на леринско-битолското наречје. Пред еден век, под силен притисок на Друштвото на народите, на Грција и било наложено да издаде буквар за децата на македонското малцинство во таа земја. Целта била да се истакне посебноста на јазикот што го зборуваат македонците во Егеот, поради силни отпори на некои си во Грција тогаш,
Букварот не стасал во рацете на македончињата, туку бил уништен. Зачувани биле само неколку примероци. По 100 години од првичното објавување, абецедарот е повторно издаден како јубилеен. Аеродромите во Скопје и во Охрид за 9 изминати месеци обслужиле 2.585.000 патници и 20.140 летови. Од Скопје се лета до 49 дестинации, а од Охрид до 5. Со зимскиот ред на летање кој почна деновиве, има нови директни авиолинии. Од меѓународниот аеродром Скопје се лета кон Стокхолм, Мадрид, Штутгарт, Бари и Ларнака, додека од Охрид кон Базел, Женева, Прага и Келн. И на двата аеродроми има зголемување на бројот на обслужени патници споредено со 9 месеци лани. Со директните летови се очекува да се привлечат повеќе туристи и бизнисмени, а и за нашите иселени браќа и сестри во светот да имаат поголем авиоизбор до татковината. Следи блокот информации на повеќе теми. Подготвен е предлог македонскиот буџет, па се знае колку пари ќе има во државната каса и зашто ќе бидат поарчени во 2026 година. Владата го усвои предложениот буџет кој тежи 6 милиарди и 700 милиони евра. Со него се предвидува економскиот раст во Републикава да биде 3,8%, инфлацијата 2,5%, а буџетскиот дефицит 3,5% од брутодомашниот производ. Купните приходи до година се очекува да се 374 милиарди денари, а вкупните расходи 413 милиарди денари, додека капиталните инвестиции 650 милиони евра. Ке се работи на забрзувањето на економскиот раст, на подобриот животен стандард, па на дисциплинирано управување со јавните финансии и одговорност во трошењето на парите од буџетот. И во наредната година ќе имало пораст на платите и пензиите. Во ова време кога многу држави бројат колку им се буџетските пари, а и колку им се тешки резервите на злато, еве и податок дека Македонија има 7 тони резерви во злато. Според Народната банка на Македонија, зајакнува и натаму кај нас банкарскиот систем. Во услови на забрзан раст на домашната економија и помалата инфлација, банките ја имаат задржано стабилноста. А најголемата фармацевска компанија Алкалоид, која има околу 3000 вработени, остварила извоз од 247 милиони евра во времето од јануари до септември годинава. 35% од производството било продадено дома, а 65% на странските пазари, и тоа најмногу во Австрија, па Холандија, Шведска, Финска, Јужна Африка, Португалија, Ирска и други земји. Немало да има енергетска криза кај нас со недостигот газ по санкциите од Америка и Европската унија кон Русија. Владата работи да нема енергетска криза, уверуваат оттамо. Жителите на познатото Лубојново Преспа над 80 на дена протестираат лути поради безмилосно сечење на шумата во коријата на целото. Се плашат дека со таквото соголување на планината ќе се појават свлечишта и поплави при поројни врнежи, а би можело да дојде и до загадување на резервоарот со вода од кој се снабдува Лубојно. Македонија по 5-ти пат учествува на Медитеранската берза за археолошки туризам, што се одржува деновиве во Италија. Целта е промоција и популаризација на нашето богато културно и археолошко наследство. Македонскиот штанд на берзата во Италија ги представува највпечатливите археолошки локалитети, цркви и манастири, годинава збогатено и со содржини подготвени од Винскиот музеј Кавадарци. Двајца полициски службеници од Кичево добија кривични пријави, бидејќи се осомничени дека направиле план заедно со други лица и во златарница во Гостивар со сила, закани оружје, украле 18 килограми злато. Лажни биле сите дојави за подметнати бомби кои предизвикаа паника во 28 училишта во Скопје и во 17 училишта во Куманово. Тие одма беа испразнети. По таквите испратени мейл адреси одма биле извршени потребните проверки од екипи за антитероризам, па е утврдено дека биле лажни пријавите на заканувачите.
а повеќе од половина век оваа популарна радиопрограма Оро Македонско се емитува на северноамериканскиот континент, а се слуша и надалеку во светот, афирмирајќи ги македонското име, македонскиот јазик, минато и сегашност, музика и вистина. Оваа голема мисија на Оро Македонско продолжува благодарение на разбирањето, добрата волја и поддршката од Алеки Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони, па вие секогаш кога сакате да купите камион нов или постар, побарајте ги Алеки Димитар. Уште две информации. Најдолговечниот весник во Република Нова Македонија ја одбележа 81-та годишнина. На 29. октомври 1944 во селото Горно Врановци Велешко во Слободна Македонија е отпечатен првиот број и над 80 години Нова Македонија останува да биде весник со големи професионални успеси, а во служба на вистината и на својот народ. Македонскиот народен театар од Скопје ја освои главната награда за најдобра представа на 45-тиот фестивал во Врање, Србија. Жирито едногласно оценило дека представата на Македонскиот народен театар се издвојува од сите други и со режија, и со глума, и со сценографија. Еве тоа беше изборот на информациите за ова јавување одовде од наша Македонија. На сите вам, драги слушатели и пријатели, драги браќа и сестри, ценети наши македонци, почитуван колега уредничи и водител Бошко Рајчовски Пелистерски, ви посакувам да сте живи, здрави, среќни, весели и успешни, каде и да сте, со кого и да сте. Колку векови во темнина си била, колку темни сказни знае земјо мила, колку страдања на рамена си збрала, колку жртви ти за слобода си дала. Знае сводот вечер, знае сиот свет, кога Вардар течел, биела ромска клет, колку света сила в гори твој се спи, колку биваш мила, земјо мајко ти, колку биваш мила, земјо мајко ти. 1 ноември е мртва сабота. Пожелно било да ги посетите вечните живеалишта на вашите најблиски и да им посакате мирен сон. Бог да ги прости моите родители, таткото Миел и мајката Сандра. Лежуваат Митровденската задушница во знак на сеќавање на починатите. Црквата пропишала посебни денови за душници 4 пати годишно, кога верниците се молат за покој на душите на починатите. Задушница е секогаш в сабота, ден кој црквата го одредила за помен и молитва за упокоените. На задушница се оди во црква каде што се служи литургија и парастос. На овој ден се посетуваат гробиштата каде што со молитва, ченица и лепче осветено со црвено вино се изразува помен за починатите. На задушница верните даваат милостина на сиромашните во име на покојните и се молат за покој на нивните души. Душата своја. Боже мој, во Тебе се надевам да не се пострамам. Покажи ми ги, Господи, патиштата Твои и научи ме да врвам по патеките Твои. Упати ме кон Твојата вистина и научи ме, зашто Ти си Бог на моето спасение. На Тебе се надевам секој ден. Кон Тебе, Господи, ја издигнувам душата своја. Боже мој, во Тебе се надевам да не се пострамам. Покажи ми ги, Господи, патиштата Твои и научи ме да врвам по патеките Твои. Упати ме кон Твојата вистина и научи ме, зашто Ти си Бог на моето спасение.
земе, името наше Македонија. Гај да свирни за Македонија, секогаш наша, слободна, силна, името наше со крв се пишано, македонци ние, до век и векова. Гај да свирни за Македонија, секогаш наша, слободна, силна, името наше со крв се пишано, македонци ние, до век и векова. Драги мои македонци, денеска се наѓам во едно посебно место, во пределот Меглен, село Слатина, Егејска Македонија, село каде што е родена и погребана македонската светица Света Злата Мегленска. Една кратка приказна за неа. Света Злата Мегленска е македонска светица која што била најубава девојка во овој регион. Во неа се влюбува еден турчин кој сака да ја земе да биде дел од неговиот харем и бара од неа да ја промени верата, да ја промени националноста. Таа по долги убедувања, дури пограбнување, 6 месеци била грабната во неговиот харем. Турчинот, мислејќи дека другите девојки ќе ја предомислат, сваќа дека нема да успее во таа намера и ги предупредува незините родители дека ќе ја убие и ќе ја распарчи на ситни парчиња. Родителите ја молат, ја убедуваат Света Злата да ја смени верата. Но таа им вели: доколку и вие ме терате да се одречам од Христа, вие повеќе не сте ми родители. Мој татко е Христос, а моја мајка е мајка Богородица. Турчинот го исполнува ветувањето и ја долго време ја мачи и ја убиваат. Ја распарчуваат на ситни парчиња и мештаните скришно ги закупуваат тие делови од незиното тело на секаде низ ова село. Света Злата била и ден-денеска е символ на непокорност, на храброст, на љубов према Христа и на сите нас еден голем показател, едно олицетворение какви треба да бидеме кога ни е тешко и кога не мачат, да кажам. Еден дух на непокорност, огромна љубов према Христа и према Македонија. Драги мои, колку и да не е тешко, верувате, нези е било потешко. Не подклекнала, не се предала, не се дава така лесно. Затоа е денеска светица. Драги македонци, колку и да не е тешко, немојте да не подклекнат. Да не ја губиме верата во Христа, да не ја губиме љубовта према оно што е Македонија. Јас моментално сакам да земам парче земја, токму од Меглен, и да го однесам во Македонската православна црква во Загреб, која го носи името на оваа светица на Света Злата Мегленска. Да Света Злата има парче земја токму од своето родно место. Чувајте се, Македонија. Верувате во Бога и тоа е се што ни остана. Ја сакам. Символ на македонското страдање. Од едната страна е Христовото распетие, но од другата страна на крстот го гледаме Христовото воскресение. Народот македонски бил со векови на крст распнат, но сега е време кога народот македонски воскресна се што е големо и свето во нашата историја и ние ќе се радуваме на нова светла етапа во животот македонскиот народ. Зад нас е темнината, пред нас е светлината. Зад нас са страдањата и рубувањето, пред нас е новото творештво на македонскиот творечки дух. Амин. Идната сабота, 8 ноември, е Митровден. По тој повод, од името на нашата радиопрограма, на сите оние кои го носат името Митра, честит именден. Додека на нашите сестрински цркви Свети Димитрија Солунски од Рочестер, од Маркам и Свети Димитрија Солунски од Вест Палм Бич, им го честитаме патрониот празник. Црквата во Флорида ќе има на самиот празник
црковна служба, тоест во сабота, а големата служба ќе биде во недела, каде што ќе се бира и кум. Нашата радиопрограма им ги честита патронните празници на нашите сестрински цркви, а спонзори на нашата програма денес кои воедно испраќаат на љубави честитки по повод празникот Митровден се Little Caesar Pizza и фамилијата Илич, Вилбур Кија, кар дилер и менаџерот Мендо Талевски. Алек и Димитра, партнери на двете компании Infinity Truck Sell и Truck Partner Company. Председателот на Македонската алијанса Ѓорѓе Ѓорџ Атанасовски и Нјут Кинг Ѓорџ заедно со братот Јосип. Честит празникот Свети Димитрија Солунски, колку близко е телефонот, толку близко е стариот крај ако патувате преку Mac International Travel и Лили Марковиќ. Доктор Луј и доктор Кристофер Хацес од заболекарската ординација во Стенли Хајтс го честитаат празникот. Погребалните куќи Менџи Funeral Home и Ворен Funeral Home. Спиро Трајчевски заедно со својата сопруга Весна од First Development од Далас, Тексас, ви го честитаат празникот Свети Димитрија Солунски и ви посекуваат добро здравје. Има еден живот да го живее.
крвавеле мажишта. За името Македонец се крикало и се пекало. За Македонија брат на брата рака кревал. За Македонија биле оставани невести на прва вечер. Другар од другар се делел кога е бранел својата вистина за Македонија. Јас помнам, требаше ли толку силно да не се разбирам и да не се разбираме за да се засакаме вистински. Збогум 20 веку. Добро утро, Европо! Ја испраќам мојата наивна, бескрајно наивна, но зато длабоко искрена надеж. Правихме неколку знамиња. Сечетите. На нив напишавме Македонија автономија. На некој од нив напишавме слобода или смрт. Сето тоа е добро, Ѓорѓија, и тоа многу ме радува. Само на тој начин ќе дојдеме до слобода. Никој нема да ни ја донесе дома на послужалник, ако самите не се избориме за неа. И знаеш дека Јосиф од Жабјани е уапсен. Ова време главата е најнесигурното нешто што го носиме на себе. Војдан, тетка Марија Чернодринска и стрина ми Милка ја гледаа представата Чорбаджи Теодос. После стрина ми расправаше дека Дичко Војдан плачел од радост што слушал представа на својот јазик за кој има направено толку колку што ние и денес не сме свесни. Дичко Војдан ја не го забораваме во однос на неговите заслуги. Тој е комплетна театарска личност, она што ретко се среќава во театарската практика. Аниматор на театарска активност, раководител на театарска трупа, режисер, актер, автор на текстови, технички раководител на сценски служби, делумно сценограф, реквизитор, костумограф и се она што е душа на театарот. И до денес ние се чудиме со каква педантност ги водел списоците на приходи, како ги делел справедливо заработените пари, од кој голем дел оделе како помош на нашата тогашна револуционерна организација. За гласање може? Да. Повели, дечко. Добар ден. Добар ден. Ајде документи да видим легитимација. Ајде. Да. Шо е ова 10 пасоша, бе, разбираш? 10 да, за родмина мој. Каква родбина ме разбираш? Што ми се блиски, бе? Кој е овој? А ја? Не те познаев, разбираш. Ти пишува, бе, на? А овај кој разбираш? Тој мој брат. А ти знаеш ти он треба лично да дојде да гласа, разбираш? Како да дојде лично кога е в Швицарска?
Како у Швицарска бе разбираше пасошот тука му е? Па да, он има два. И таму треба некој да се гласа, да се патува, како така богати? А овај кој е? Тој му е брат на овој. Овде. И овај да не е у Швајцарија, разбираш? Не, он е у Немашка. И он да не има два пасоша, разбираш? Не, он е таму на црно, знаеш ова? Дечко, нема шанси да гласаш за 10 души. Како нема? Нема шанси, мора да си додат лично. Вие знаете ли го законот, бе, разбираш? Како може да нема, па овој моја жена му даде пълномощно да го гласаме. Како да не го гласаме? Дечко, нема теорија да гласаш за 10 души. Ти разбираш и шо ти... Добро, не ли демократија, како може да не се? Он има граѓанско право да го гласа, бе ти. Седи, бе, ти певаш, седи така да си на Битолс. Мора, како може така да неба, ми ова демократија ли што ли е, бе? Шанси. Законот знаеш и го, бе, разбираш. Нема шанси да гласаш за 10 души, бе. Ни мој, ни твој, за 7 нека биде. Ајде, побрзо тоа, имам работи, треба и на друго место да се гласа. За 5, разбираш. За 5, мама, да знаеш дека не си уредува. 2, 3, 4, 5. Заокружи го тука, на жена ми ќе му го кажам. Ќе ми кажува на мене за 10 души ќе гласа. Не може, бе, за 5 има да гласа. Јас сум секој ден на аутопазар, бе. Само пак ќе ти кажам, не си уреду сега, видиш. 5. Што ќе му кажам сега на жена ми? Ти знаеш него колку му се гласаше? Не си уреду, да знаеш. Што не ја пуштиш сама да дојде, разбираш? Неке она да го шетам многу, ама... Здраво. Добар ден. Добар ден, разбираш. Де, тур едно ливче за гласање. Чекай, бе, дечко, разбираш, документи, кои си, легитимација. Тебе, мене не ме знаеш да го имам. Петелков. Гледай там, ајде, под па. Нуре, под па. Ајде. Петелков. Вој умре. Како бе умре? Како бе? Петелков. Вој умре пред 2 години. Ова е шуми. Ова е дух, бе! Дух, бе, Ја трувам на лук, вампир. Опа! Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000. Пошто таму ви е местото џубриња болни, се посереме поветувањата празни, ќе дојде и денот кога народ ќе ве казни, кога ќе ве фрла во контейнерите полни, пошто таму ви е местото џубриња болни. Еве дојде време за гласање време, кој колку советници денес ќе земе од секој ќушти излагаат на реклама 10 милиони за нивна кампања државата дава, кода ти е братуче прст те тапка по рамо, еве чека рачињата да ги стави во медот, само ветува мед и млеко, живот скандинавски, вика со мене градот ке е царски, велесте гушка те држи за рака, единствено тој гласот ти го сака. Едните ќе биле човек прво, а во цел мандат немаат засадено ни едно дрво. Ќе бил градоначалник после, а уште не избран, глуми арогантен кмет, во саботира градот не укуши во кубе и свет. Патриотски се откажа од западна цела, која оставија на зијадин села. Другите ќе се бореле за својот дом, а продадоа се, оставија пустошило. Ниту нивната фамилија за нив не дава глас, едно општество за сите, освен за нас. Да ви се посереме, поветувањата празни, ќе дојде и денот кога народ ќе ве казни, кога ќе ве фрла во контейнерите полни, пошто таму ви е местото џубриња болни. Да ви се посереме, поветувањата празни, ќе дојде и денот кога народ ќе ве казни, кога ќе ве фрла во контейнерите полни, пошто таму ви е местото џубриња болни. Ветуваат градинки, паркови воздух чиста, кога ќе ги исперат не мрдаат ни со прст. Битно е ке си лапнат 7-8 стана и по некој милионна сметка на страна. Да ви се посереме, поветувањата празни, ќе дојде и денот кога народ ќе ве казни, кога ќе ве фрла во контейнерите полни, пошто таму ви е местото џубриња болни. Лудило, нема вредност
вредности, нема етика. И затоа ја очекувам Министерката за образование не да се фали дека воведува вештачка интелигенција, технократизација, туку камо хуманизација. Ние имаме шанса, први во Европа, да не кажам во свет, со филозофикација на образование да направиме револуција, не им треба помош. Ја споменавте вештачката интелигенција, зашто мислите дека едното го исклучува другото? Па сега, ако второто го нема, значи го исклучува. Ја зборувам за двете. Имате дилеми околу вештачката интелигенција, гледаме дека и во политиката веќе тоа моќна алатка. Министерката вели, не исклучувам филозофијата, таа давам ко опција. Па зашто не дава опција математика, физика, хемија? Или има една многу наивна, да не кажам инфантилна аргументација. Па ние направивме анкета, децата тоа го избра. Па во кој светски ниво се праша децата што да учат? Кој ги праша? Ние мораме човекот да го направиме морален, паметен и здрав. Не е доволно само да има ум. Кога Гари Каспаров изгуби од IBM компјутер, се чудеше светот. Тоа беше револуција, дека машината го победи човекот во мислење. А без пашта етика и логика не се само теоретски предмети, тоа се практични вештини. Мислењето е најтежок занајд на светот, затоа малку луѓе се занимаваат. Филозофија на детето му дава најважна работа, поглед на живот, да избере филозофија на живот. Не може да му даде тоа вештачка интелигенција. Значи ние ги правиме и децата фах идиоти. Ни за Бугарија, ни за Егејска Македонија, ни за Грција, ни за Албанија. Да мразиш, да убиваш, да поништуваш луѓе, тоа е примитивно. Македонскиот дух се гледа, толку крв е пролеана, гинати се луѓе, овде е внуката на Антон Попов, како се убиени тие луѓе, денеска се слават. Браќа бугарски политичари, отворете ги срцата, признајте ги македонците, толку треба, ние сме еден народ, се љубиме, јас не забранувам и не велам нема бугари. Нека има кој се чувствува бугарин да биде бугарин. Пуштете ги македонците, народ на Исус Христос, да бидат македонци. Дела 16:9, апостол Павле, нописка, сон, пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше, дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение апостол Павле вели на македонецот, ние веднаш тргнавме за Македонија, да го шириме светот Евангелие. Затоа сум во Македонија. Ова е Пиринска Македонија. Денеска е дел на Бугарија. Но ти не можеш ништо да земеш. Бог што составил човек да не разделува. Немаш право, никој нема право да ги дели македонците. Ние сме браќа и сестри, сакаме да пееме, да се радуваме, да покажеме како се победува со љубовта. Како во името Исусово излеја твојата сила, врз овие души македонски да ги чуваш, да останат во твојата љубов. Се молиме за бугарските политичари да се покајат, да ги признаат македонците, за грчките политичари, за сите други што ги негираат македонците. Македонец е име дадено од Исус Христос, не може да се избрише. Од земјата до небесата, во љубовта Исусова, Македонија ќе остане, додека еден македонец во името Исусово победува. Македонија е сад да се шири Евангелието. Не е сад за омраза. Ете затоа доаѓам овде. Ти благодарам, татко, што не штитиш, не чуваш и ни даваш да победиме со љубовта. Македонија на македонците, мир и љубов со Бугарија, Грција, Албанија и сите народи, создадени од Таткото Небесен. Амин. Амин. Македонија е вечна. Драги слушатели, пред неколку месеци исполнивме една честитка по повод 100-тиот роден ден на Васил Пашариков од Чикаго и го прогласивме како најстар љубанец. Меѓутоа, минатата недела својот 100-ти роден ден го одбележа една наша љубанка, соселанка, Сотирка Јовановска Крстиновска моминско име,
Честит роденден тетка Сотирка, ти посакуваме длабока старост веќе ја доживеа, само добра сетнина, Господ здравје да ти дади, Сотирка Јовановска Крстиновска од Лубојно. Нашиот македонски јазик.
нашата македонска култура, нашата македонска книжевност, нашето македонско оро, нашите македонски обичаи. На дрворесот памтивек изрезбани, од иконописци зоографи исцртани, на света книга запишани, со филингран изгравирани, од стари мајки извезани, од бисерно зрно изникнати, до сонцето разгранети. Така се исцртани, така се изрезбани, така се изгравирани нашите македонски корени. Тоа се нашите авторски права. Тоа се нашите историски тапи. Тоа се доказите, неизбришливо за секогаш запишани. Со крв мастило од пера свети за македонштината излеани, низ жилите наши живо разлеани. Имаме богата житница наша, извор непресушен на духовна храна. И дури во дамарите силно ни бијат вековните идеали. Низ жилите река татковинска, нескротливо под сонцето ке буботи, ке сведочи за нас со векови ке тече. Димче Шипинкаровски. Јас сум Сања Цинцева, а вие слушате Радио Оро Македонско. Prosta i bezobrazna, ama ljubov takom tebe ne mi ugasna. Ke te zemam, ke te smeram, ke se množime ko zajčinja, ke te žemam neka odi se vo majčina. Da mi rodiš, sedumo su mali bajčinja, ke gi čuvam neka odi se vo majčina. Со тебе и ја, ке те земам дека немам друга опција. Ке те земам дека... Море. Скакаш ти, еклери, тулупи, паклапи, рикоза скакаш ти, верувај ми. Raždići, kućići, mačići, nosiš ti, milići, ičići, pečići, ti sakaš bakneži, sakaš milovanja, u stvari sakaš da te ležam ja. Ti sakaš bakneži, sakaš milovanja, u stvari sakaš da te ležam ja. Nebaš ti, sečici, žvigavci, košnici,
ti si čiri, čitiri, nitiri, ti sakaš bakreši, sakaš mi duvanja, u stvari sakaš da te ležam ja. Ti sakaš bakreši, sakaš mi duvanja, u stvari sakaš da te ležam ja. U stvari sakaš da i отак то. Патка, влезли во фаза да не се понашне ко бајагале. Ошта покасто, читав сега како испочав кучето у парк. Сашо го мочиш у парк? Ја моето стално го мочам пред зграда, тука. А ја дерав зграда, четвора у двор да го мочам, а отак цвечето бидете. И то. Ако кичите нешто, видите кој друго цвече. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 24/7, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.